Меѓу граѓаните владее страф и паника од ширење на коронавирусот. Вчера беше потврден првиот случај на заболен во Македонија, 50-годишна жена која престојувала во Италија. Надлежните повикаа на смиреност и препорачаа да се следат општите мерки на заштита. Но граѓаните ги празнат рафтовите во маркетите, прават залихи на храна, а навалија и во аптеките по средства за дезинфекција. Фармацевтите во Гостивар потврдија дека побарувачката на гелови за дезинфицирање е толку зголемена, што не може да се постигне да се обезбеди за сите. Побарувачката е зголемена, со тоа што значи да се земе во предвид тоа што има значи гелови, стигаат во текот на денот, не само кај нас, во сите аптеки стигаат, со тоа што значи треба малце народот малце да се значи да има во обзир тоа дека има за сите, да не прават количини дома затоа што таа количина што ја прават дома нема за другите. Еве пример сме имале случаи и вчера и денеска, значи барат 8-10 парчиња кои што не може да ги потроши во текот на денот. Нека си зема, пошто постепено стигат, пошто толку може да се постигне со производство, за да може сите да имат. А има ли доволно средства за дезинфекција? Во моментот нема. Нема по магазини кај што правиме нарачки, нема средства за дезинфекција на раце, а им понудуваме од алкохол 70%, тој што е комбиниран со ацид и борици. Тој може да се користи за дезинфекција на кожа. Ако немаат средства за дезинфекција, граѓаните редовно и темелно да ги мијат рацете со сапун, советуваат фармацевтите. Здравствените власти препорачаа училиштата да ги одложат екскурзиите во подрачјата каде што има коронавирус. Во општите мерки за заштита спаѓаат избегнување на контакти со болни, покривање на носот и устата при кашлање и кивање, внимателност и голема хигиена при подготовка на храна и контакт со животни, со оглед дека вирусот може да се пренесе и преку нив. Инаку, инфективното одделение во Гостивар е едно од трите во земјава со посебна просторија за изолација, за следење на евентуален сомнителен случај на корона.